Има еден од факторите училиштето, а ние во наредните минути имаме гости просветни работници во студиото на телевизија Нова и тоа со убав повод. Денеска со почеток во 13:30 во основното училиште Лазо Ангеловски во општина Аеродром ќе се одржи промотивен настан на активностите од Еразмус, програмата и проектот К219. Стратешки партнерства, да ја обоиме иднината е мотото, а по тој повод ни гостуваат во студиото на телевизија Нова Милена Игњатова, помошник директор, Љубица Ружинска, координатор на проектот. Ајде по-конкретно да ги запознаеме гледачите што ќе се случува попладне во основното училиште Лазо Ангеловски. Значи, основното училиште Лазо Ангеловски спроведува проект од клучната акција 219 од Еразмус плюс програмата, која што е во рок од трајање од 2 години. Ова е нашата прва година, така што на крајот на оваа учебна година би сакале да се представиме, да ги представиме сите оние активности кои што учениците и наставниците од ово училиште ги работеа во текот на целата учебна година. И помогнаа да се реализираат. Апсолутно, секако. Јас би сакала за пошироката јавност да ги запознаеме што точно значи Еразмус програмата, што вклучува и проектот К219. Така, стратешкото ова е стратешко партнерство всушност помеѓу 6 училишта од различни држави. Координаторната школа е од Турција, другите партнери сме ние од Македонија, нашето училиште, училиште од Италија, од Романија, Бугарија, Австрија и од Италија, така. Активностите вклучуваат размена на различни искуства помеѓу наставниците и учениците, различни активности со што се зближуваат културолошките разлики помеѓу државите. Учениците се запознаваат меѓу себе, се дружат, а активностите пред се фокусирани на развојот на уметноста, односно развојот на ликовното образование, музичкото образование и физичкото образование. Кои активности конкретно ги вклучуваш овој проект? Така, децата изработува разни честитки по различни поводи и празници. За Нова година се разменија честитки со своите другарчиња во Романија. Потоа ги обновивме традиционалните детски игри, оние бабини игри. Секоја држава се представи со своји 3 традиционални игри и ги имплементиравме за време на наставата. Мали амбасадори. Така, има можност да ги заиграат игрите на другите партнер училишта, тие нашите. Меѓу себе разменивме традиционални македонски песни. Учевме песни од Романија, од Италија, од Австрија, пееа на различни јазици, значи ги усовршуваа и јазичните вештини. И исто така се одвиваше ликовните активности, каде што сликаа по инспирација на национални сликари. Од Австрија Густав Климц, од Турција Нури Абач и од Бугарија Владимир Димитров. Колку сте задоволни од го постигнавте ли посакуваниот ефект? Кој е бенефитот од овие проекти? Значи, самите проекти значат дека дел од активностите се како дел од секојдневната настава, но ги вклучуваат и во наставните активности. Секако дека штом во голем број ученици се вклучени во самите активности, а и сам повратот од родителите е дека се задоволни од сето тоа што учениците го сработуваат и научуваат за време, да речеме, на оваа цела учебна година, нас ни покажува дека навистина сето тоа носи еден цел пакет на постигнати успеси и стекнати, учениците се стекнале со одредени знаења кои што треба да ги посетуваат за да продолжат понатаму со своето образование. Вие сте просветни работници, пред се педагози, па би сакала да ве прашам од какво значење би рекла ова неформална едукација на учениците? Ова е од големо значење, затоа што пред се развива културолошката толеранција, значи учениците се запознаваат со новите култури. Се прошируваат видиците, да ги приваќаат различностите, различните начини на живот и на различните начини на традиции кои што се развиваат во другите држави и со тоа едноставно се градат да бидат поисполнети како личности во иднина. И се разбива на некој начин на класична програма на која сте навикнати секојдневно. Истекнуваат нови компетенции за понатаму, бидејќи тука се вклучени и многу други активности кои што се вклучуваат во редовната настава и нови методологии, техники на работа со ученици кои што дефинитивно тие им носат да им биде поинтересна и позабавна наставата. Со кои се надевам се следат современите трендови во образованието, така.
Втора година поред се имплементира ова Еразмус програма и К219 во Лазо Ангеловски. Дали можеме да очекуваме дека и понатаму ќе биде дел од вашето училиште? Значи, активностите секако планираме да ги продолжиме и во наредната учебна година. Во овој случај, во овој проект се вклучени учениците од прво до пето оделение, иако ние би сакале повторно да аплицираме за нова К проект, значи нова К219, каде што би ги вклучили останатите ученици од 6 до 9 оделение, со оглед на тоа какви резултати постигнуваме секако. Ви благодарам за одвоеното време, за тоа што бевте гости во телевизија Нова и секако ќе ви посакам убаво да поминете на попладневниот настан во Основното училиште Лазо Ангеловски, кој ќе се случува во 13:30. Благодариме за поканата. А ние продолжуваме за кратко.